Здраво Мартина, повели во кујната на Пикибокс. Искрено немав идеја да работам кетеринг. Моментот кога сфативме дека ова треба почнеме да го работиме беше кога го направивме роденденот на нашата керкичка. А вечерта центар пажња беше храната, а не самиот роденден. Сите гости прашуваа каде ни е нарачана храната, уствари ние ја направивме. И следниот ден, кога ќе се сретнеме со истите тие луѓе, постојано не прашуваа као јаве со хранава што правиме, дај почнете, сакаме да нарачаме и туку уствари сфативме дека ова е одлична стартап идеја за нас. Секој ден е бурен ден, не зафркавај. Искрено секој ден е бурен работен ден кај нас, пошто сработуваме од 10 до 15 кетеринзи дневно. Знаеме да сработиме пример еден голем кетеринг во денот со над 100 луѓе и да имаме уште 10 детски родендени во еден ден, меѓутоа лесно го поднесуваме тоа пошто имаме фантастичен тим кој е координиран и работи безпрекорно. Секој работник си има своја работна позиција, значи еден човек прави бургери, еден прави такос, еден е на скара и се дополнуваме едни меѓу други така да функционираме одлично. Искрено најголемиот предизвик во оваа работа е да задржиш конзистентност во квалитетот. Работиме со мини производи кои захтеваат посветеност во начинот на изработка, затоа што ако на едно мини бургерче да речеме му ставиме повеќе сос или премногу, не знам, кисела краставичка, автоматски вкусот ќе се смени, а целата идеја на ова е да створиме производ кој ќе биде ист како сега, така и за еден месец и за една година, за да створиме препознатив вкус кој ќе им ствара на клиентите меморија на вкусот. Значи, кога ќе се сетат на Пикибокс, ќе се сетат и на вкусот кој ќе го добијат при следната нарачка. Наш заштитен знак е квалитетот кој го нудиме, а секој производ се приказна за себе. Еден коментар што би го издвоил е од една клиентка која после кетерингот, значи следниот ден ни се јави и ни се заблагодари, кетерингот беше врв и ни кажа дека не може да одлучи што е подобро, вкусот или изгледот.